Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски, почитувани пратеници, почитуван вице-премиер, господин Пешевски, почитуван заменик министер за здравство, господин Јовица Андовски, почитуван градоначалник на Скопје, Коце Трајановски, почитуван градоначалник на Карпош, Стефче Акимовски, почитувани директори на Фондот за здравствено осигурување, почитувани директори на Институтот за белодробни заболувања, почитувани присутни, дами и господа, почитувани здравствени работници, ценети гости, добро дојдовте на свечениот настан, што представува завршување на градежните работи на новиот објект на Институтот за белодробни заболувања кај децата, единствен од ваков тип кај нас и еден од најмодерните во регионот. Во престојниот период ќе следува преселба на опремата и инвентарот, темелно чистење, дезинфекција и вршење на потребните микробиолошки анализи со цел овој објект и официјално да почне да работи и да се користи. Ова е голем ден за сите нас, особено за децата на кои што овој објект им е посветен. Пред нас е една комплетно нова и модерна болница, изградена од темел и што е уште поважно, изградена според најновите светски стандарди во оваа област. Оваа установа претходно функционираше во многу стар и веќе дотраен објект, кој датираше од 1965 година и кој првично бил предвиден само за времена употреба. Истиот беше донација од Шведска и Норвешка, како помош по Скопскиот земјотрес. Тогаш започна една успешна приказна на институционализација на една здравствена установа за деца, која денеска добива потполно нови димензии. Да се потсетиме дека старите објекти беа од времен карактер и беа апсолутно дотраени и без посериозни инвестиции во целиот период на користење на времените бараки. По повеќе од 45 години функционирање во времени објекти, во кои не требало да функционира болницата повеќе од 10 години, владата донесе одлука за изградба на комплетно нов и современ објект. Изградбата на комплетно нова болница го чинеше здравствениот систем околу 7 милиони евра. Ова не е инвестиција во посовремени услови за лекување на децата, туку е инвестиција во иднината на нашите граѓани. Камен темелник во здравието на нашите најмили и инвестиција од која бенефит ќе имаат сите идни генерации. Почитувани, објектот кој што го гледаме е со површина од околу 6700 метри квадратни, со капацитетот вкупно 104 кревети, 98 болнички и 6 кревети во интензивна нега и исто толков број на кревети за сместување на по еден родител како придружба на детето. За разлика од досега, кога само 1/3 од пациентите можеа да имаат родителска придружба, во новиот објект секое дете кое ќе биде хоспитализирано ќе може да биде придружувано од родителот. Ова сериозно ќе придонесе за намалување на траумите кај децата, кои неминовно се крираа секогаш кога требаше бидат разделени од својот родител. Во новиот објект на болницата, децата ќе бидат сместени во иста соба со својот родител или придружник, во сосема различен амбиент, кој е дизајниран да биде пријатен за децата и да го минимизира чувството за престој во класична болничка установа. Ова ниво на услуга, која досега ја немаше, е на ранг на највисоко развиените европски држави, а истовремено во историјата заменуваат 3, 4 и повеќе креветните соби. Сега пациентите ќе бидат хоспитализирани во еднокреветни или двокреветни соби, со тоалет, со купатило во секоја соба, нешто што исто така досега го немаше. Сите соби се соодветно опремени, со големи и мали кревети, а проектирани се и пултови за преповивање со вградени кадички за бањење на бебињата. Во делот на приземјето, на едниот тракт е изолирана интензивна и постинтензивна нега. Во делот на интензивна нега, предвиден е посебен простор за децата на интензивна нега со 6 места. Наменет е и посебен простор за инкубатори, односно неонатолошки дел, како и простор за подготовка на терапија. Во постинтензивната нега има место за 10 пациенти во истиот тракт. Досегашната интензивна нега воопшто не ги исполнуваше стандардите на денешното време, односно во реалноста беше полуинтензивна нега, а воопшто и не стануваше збор за постинтензивна нега како посебен дел. Само со ова постои неспоредливост на здравствената услуга, која што досега се добиваше во оваа болница и она што ќе се добива од сега па натаму. Во текот на уредување на објектот, особено внимание е посветено на изборот на материјали, бои, мебел, со цел да се овозможи што е можно поудобен и попријатен престој за децата. Можете да забележите дека и самата фасада е разиграна, како и партерното уредување, и во интериерот доминираат детски мотиви низ орнаментиката, а во објектот има и неколку игротеки кои се наменети за амбулантските и за хоспитализираните пациенти.
Треба да се присетиме дека досегашниот објект беше многу поизразен како болница, а уште на прв поглед не беше привлечен за децата, со што самото искуство за децата во првиот момент беше непријатно. Треба да нагласиме дека на подот е употребан специјален лак за заштита, со кој се превенира оштетување на подот на подолг временски период. По однос на делот за специјалистичко консултативна здравствена заштита, за разлика од порано, кога објектот имаше само 2 општи и 4 специјалистички амбуланти, во новиот објект ќе функционираат вкупно 18 амбуланти, односно 2 општи и 16 специјалистички и субспецијалистички амбуланти. Ова значи дека капацитетот на амбулантите го зголемивме повеќе од 3 пати. Сите амбуланти се опремени со нов мебел, кревети за преглед, како и кревечиња за преглед на бебиња, фотели за родителите, но и соодветна медицинска опрема во зависност од амбулантата. Во амбулантите има целосни услови за одржување на хигиената на највисоко ниво. Распределата на пациентите ќе се врши по системот на бројчиња, кои се добиваат на еден од двата пулта кај амбулантите. Во насока на реализирање на една од целите на институтот, поставување на брза диагностика, како и намалено време на чекање на пациентите, институтот има комплетно опремена лабораторија, микробиологија, рентген диагностика, физикална и спирометрија, оториноларингологија, еходиагностика, кои возможуваат брзо и ефикасно извршување на здравствените услуги. Просечното време на завршување на диагностика по пациент се очекува да биде помалку од 2 часа по пациент, што е на ранг на најразвиените европски стандарди, а веројатно и реткост во Европа. Тоа значи дека за најмногу 2 часа за поспецифичните случаи, а за полесните случаи многу побрзо, може да се завршат сите потребни прегледи и испитувања, почнувајќи од комплетна биохемија, микробиологија со земање на брисеви, ушен преглед, ехо на бели дробови, рентген и така натаму. Многу е значено што практично нема време на чекање, со што и децата се ослободени од дополнителни оптоварувања да чекаат. Инаку подетално кажано, во приземјето се проектирани 4 ординации, 2 специјалистички ординации за орала, бронхоскопија, рентген кабинет со пропратни содржини, хематолошка лабораторија, со дел за преглед на урина, физикална терапија, канцеларија. Дежурната служба е сместена исто така во приземјето, издвоена со посебен влез. На катот се проектирани 10 ординации, биохемиски и микробиолошка лабораторија, ординација за алерголошки кожни проби, ординација за спирометрија, кабинет за администрација. За тоа колку се овие капацитети значени, говорат бројките. Само во 2015 година, значи во време на градба, кон институтот се креирани 21.406 упати за 11.793 пациенти чија просечна возраст била 5,4 години. Во 2014 година завршена е со 28.147 пациенти за упати за 13.925 пациенти. Овие бројки доаѓаат и до 40.000 пред почетокот на градежните активности. Оваа бројка ќе се зголеми со редовното работење на новите простории и новите услови. Во болницата има приближно 4.000 лежечки пациенти годишно. Ова се бројки на пациенти кои не обрзуваат да изнајдеме начин да се инвестира во овој сегмент на здравствена заштита. Особено што никој досега не покажа слух дека е потребно да се направи нешто и да се подобрат условите во детската болница во Козле. Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е единствен од ваков вид на државата, каде се лекуваат деца од 0 до 18 годишна возраст со заболувања на белите дробови. Околу 99% од пациентите кои се лекуваат со неспецифични заболувања, како пнеумонија, бронхопнеумонија, бронхитис, астма, нутритивни алергии, хронични обструктивни заболувања, ангини и така натаму. Додека околу 1% од пациентите кои се лекуваат се пациенти со специфични заболувања, како туберкулоза по детската возраст. Да не забораваме дека во објектот има целосно опремена болничка кујна, со дел за млечна кујна за доенчиња, дел за подготовка на храна за посебни нутритивни потреби, кујна за стандардна болничка храна и храна за родители во придружба. И што е најважно, институтот има стручно лице кое го определува дневниот оброк за пациентите. Обезбедени се услови на највисоко ниво за хигиената на кујната и приборот, како и за вработените, посебни колички за носење на подготвената храна и други за враќање на искористениот прибор, без можност за нивно мешање. Не смееме да забораваме дека на приземјето постои посебен изолиран дел, наменет за болните од цистична фиброза, со независен влез, кој ќе биде целосно изолиран, што е од особено значење за нивната состојба. Овој центар кој ќе биде наменет за пациенти од сите возрасти е нешто што досега го немаше во Македонија и представува реализација на уште едно наше ветување за ставање на посебен акцент на лицата со ретки болести.
Инаку во континуитет посветуваме внимание на зајакнување на капацитетите на оваа установа. Во моментот вкупно 4 доктори од болницата се на специјализација од областа на болничка педијатрија. Изминатите години, од 2011 до сега, реализирани се нови 55 вработувања и во истиот период околу 9 милиони денари се вложени за нова опрема. Болницата располага со комплетно едуциран кадар и некаде околу 60% од докторите се едуцирани најмалку по 3 месеци во врвни и реномирани болници во странство. Листата на новини не завршува тука. Во новиот објект на институтот ќе биде во функција и посебна слип апнеа лабораторија, која ќе биде прва од ваков тип во државата. За оваа метода 4 доктори се веќе едуцирани во реномираната болница Бамбино Џезу во Ватикан, а воедно веќе успешно се реализирани и 10 вакви испитувања. За прв пат во новиот објект ќе биде применета методата РИНТ, спирометрија, кај деца под 6 годишна возраст, за која исто така докторите се едуцирани во Италија. Почитувани присутни, најголемиот пат секогаш почнува со првиот чекор. Овој објект започна со првиот камен во темелот и се изгради до крај, со многу труд вложен од голем број на посветени луѓе. Ова е еден капитален проект во македонскиот здравствен систем, заедно со клиниката за гинекологија, акушерство, општата болница Охрид, државната кардиохирургија, многобројните темелни реконструкции на здравствените установи. Овој објект, како и многу други и досега и одсега, говори сам за себе. Ова останува за сите нас, за сите наши деца и за нивните деца. Ветивме нова детска болница Козле и денес пред нас е резултатот од нашето ветување. Работевме и работиме посветено, неуморно, транспарентно. За денеска гордо и исправено да стоиме тука пред уште еден доказ за реализирано благородно дело. Дозволете ми да се заблагодарам на председателот на владата на Република Македонија господинот Никола Груевски за поддршката за изградба на детската болница во Козле. Искрено сакам да се заблагодарам и на вице-премиерот Пешевски, вице-премиерот Ставревски, на целата влада, посебно и на министерот Ставревски како министер за финансии, што се обиде и обезбеди средства за изградба на овој објект. Воедно би сакал на сите здравствени работници кои ќе работат во новиот објект да им посакам успешна работа. Дозволете ми сосема на крај да посакам секој пациент, секое дете кое ќе дојде во оваа болница да биде успешно излекувано и здраво да си замине дома. Нека е со среќа новиот објект.